Како предјадење за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите малку поинаква руска салата. Пилешките гради ги сечкаме на парчиња, при тоа отстранувајќи им ја кожата и коските. Земаме едно тенџере и во него наливаме вода. Во тенџерето ги ставаме пилешките гради. Тенџерето го ставаме на оган да се вари месото. Компирите ги сечкаме на коцкички. Парчињата компири ги ставаме во тенџере. Ги плакнеме компирите. Во тенџерето наливаме вода. Потоа тенџерето го ставаме на оган да се варат компирите. Посолуваме. Јајцата ги ставаме во тенџере. Во тенџерето наливаме вода и тенџерето го ставаме на оган да се варат јајцата. И во четврто тенџере наливаме вода. Тенџерето го ставаме на оган. Водата во тенџерето ја посолуваме. Во подлабок сад ставаме 5 лажици вода. Во садот го додаваме желатинот. Мешаме со лажица. Тенџерето со пилешко месо го тргаме од оган и месото го цедиме. Го плакнеме месото со студена вода. Во тенџерето со зовриена и посолена вода го ставаме мешаниот зеленчук да се обари. Тенџерето со сварените компири го тргаме од оган. Ги цедиме компирите. Потоа ги плакнеме со студена вода. Исцедените компири ги ставаме во сад. И тенџерето со мешаниот зеленчук го тргаме од оган. Го цедиме зеленчукот во цедалка и го плакнеме со вода. Оставаме зеленчукот да се исцеди. Исцедениот зеленчук го ставаме во сад. Шунката ја сечкаме на коцкички. На даската за сечење свареното месо го сечкаме на коцкички. Во тенџере на оган го ставаме белото вино. Во тенџерето го додаваме размешаниот желатин. Мешаме со жица за матење. Во поголем длабок сад ја ставаме павлаката. Во садот го додаваме мајонезот. Мешаме најпрво со лажица, а потоа со жица за матење, додека не се соединат павлаката и мајонезот. На сварените јајца им ги отсекуваме краевите. Исечените делови од јајцата ситно ги сечкаме. Во садот со павлаката и мајонезот го додаваме вочестер сосот. Мешаме со жица за матење. Потоа, мешајќи со жицата за матење, постепено го додаваме сварениот желатин. Во поголем длабок сад го ставаме и сечканото месо. Ги додаваме парчињата шунка. Го додаваме мешаниот зеленчук. И сечканите јајца ги додаваме во садот. Во садот ги додаваме и варените компири. Посолуваме. Наросуваме со мелен црн пипер. Промешуваме со лажица. Во садот ја додаваме смесата од мајонез, павлака и желатин. Промешуваме додека состојките не се соединат. Калапот го обложуваме со најлонска фолија. Со црпалка го полниме калапот со салатата до половина. Врз салатата ги редиме варените јајца. Потоа го дополнуваме калапот со салатата. Ја рамниме површината. Го покриваме калапот со најлонска фолија. Го ставаме калапот во замрзнувач за да се стегне салатата. Го вадиме калапот од замрзнувач и го превртуваме на работната маса.
Ја отстрануваме фолијата. Со нож, ролатот од малку поинаква руска салата го сечеме на парчиња. Парчињата скалесто ги редиме на чинија за сервирање. Макдоносот ситно го сечкаме. Преостанатиот стигнат желатин го сечкаме на коцки. Исечканиот желатин и макдонос ги мешаме. Ги попрскуваме со вода. Уште еднаш со ножот ситно сечкаме. Смесата ја полниме со готварски шприц. Со помош на готварскиот шприц ја декорираме чинијата за сервирање. Еден домат го лупиме во круг. Од лушпата на доматот формираме цветови со кои декорираме. Декорацијата на чинијата ја завршуваме со зелени полнети маслинки. Врз парчињата малку поинаква руска салата украсуваме со парчиња црвена маринирана пиперка. Додаваме и гранчиња француски макдонос. Добар апетит!